Поголем број на работни места во јавната администрација за лицата со инвалидитет, побараа од Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност на денешната меѓународна конференција на тема законски рамки и практики за вработување на лицата со инвалидност. Добро дојдовте во Урбаните вести. Ова беше само најава, вестите почнуваат токму сега. Нови 13 возила за јавното предпријатие Комунална хигиена. Нов асфалт доби улицата Амди Демир во населбата Радишани. Симулација на сообраќајна несреќа во градски парк. За нечистката комора на Скопје денеска традиционално ги почна деновите на занечиството. Возење со електромобил во Скопје. Асфалтирана улицата Амди Демир во населбата Радишани во должина од 220 метри. Се замени стариот асфалт со нов, а се направија и тротоарите. Проектот изнесува околу 2 милиони денари, средства кои се обезбедени од општинскиот буџет. Прилог на Томислав Атанасовски. Општина Бутел денеска започна со асфалтирање на улицата Амди Демир, поточно на вториот влез во населбата Радишани. На ова улица, долга 220 метри и широка 6 метри, комплетно се замени стариот и се постави нов асфалт. Исто така направени се и нови тротоари од страната на градинката, каде беа поставени и нови рабници. Јас сакам ова прилика да искористам да изразам една посебна благодарност кон граѓаните на населба Радишани, бидејќи навистина многу знаат да ценат и почитуваат, затоа што овие денови како најфреквентно место беше навистина малку имаше и прашина и дождови, меѓутоа беа крајно коректни и заради тоа она што го ветиме дека во најбрз можен рок ќе се реализира целосно ова изградбата на улицата Амди Демир денеска, еве сведоци сме дека тоа ќе се оствари. Меѓутоа она што сакам да кажам дека покрај целосно поставувањето на новиот асфалт на улицата ќе извршиме и целосна реконструкција на тротоарите од десната страна према градинката. Градоначалникот Петре Латиновски исто така ја информираше јавноста и за ветеното проширување покрај патот што досега беше запоставено, каде треба да се изгради мини парк со фонтана за пиење вода и урбана опрема за одмори за средба на граѓаните од населбата Радишани, но сепак земјишето каде требаше да се гради овој парк со законот за денационализација им е вратено на сопствениците. Она што ми беше желба заедно со изградбата на реконструкцијата на улицата, планирано беше вдолж ова улица да се направи и еден многу убав парк, меѓутоа испадна да земјата на кое што требаше да го градиме паркот, значи испадна дека со законот за денационализација вратено име на сопствениците. Сега ги правиме последните напори доколку има некој квадратен метар кој што припаѓа на Република Македонија и во тој дел ако можеме да направиме една фонтана и некоја друга урбана опрема која што ќе може да ја користат граѓаните од населбата Радишани. Изведувач на работите е градежната фирма GIF Инженеринг од Скопје. Проектот чини околу 2 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел. Тринадесет нови специјални возила од денеска ќе бидат во функција за почисто Скопје. Возилата ги промовираа градоначалникот на град Скопје, Коца Трајановски, директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Ракип Дочи. Јавното предпријатие Комунална хигиена се поднови со 13 нови специјални возила за подигање отпад, специјални возила за полесен пристап во тесните улички, возила за расчистување снег и фрлање сол. Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, денеска изрази задоволство што, како што рече, Комунална хигиена застанала на здрави нозе, станала финансиски стабилно предпријатие и со своји средства набавила нова опрема за своите потреби. Трајановски им се заблагодари на граѓаните што редовно ги плаќаат сметките за подигање на отпад, што придонесува за набавка на современа механизација. Денеска промовираме околу 5 типа на возила кои што се набавени за потребите на јавното комунално предпријатие. Прво има две специјални комунални цистерни кои што се од 7 метри кубни. Овие возила ги гледате дека значи покрај тоа што можат рачно и машински миење на улици, исто така имаат и еден топ за вода кој што после може да се користи за многу намени, меѓу кои за не дај Боже за пожари ако има во градот Скопје. Исто така имаме 3 специјални комунални возила, овие што беа за собирањето на контейнерите од 1,1 метар кубен.
заради тоа што многу често имаше проблеми при нивниот утовар, при нивното товарење, при нивното растоварање, така да сега со овие специјални возила, видовте дека има 3 специјални возила и во секое може да има по 3 контейнери. Исто така имаме 2 специјални мултинаменски комбинирани возила кои што имаат повеќе намени, како што се за чистење на снег, за фрлење на сол, за гредер за рамнење. Исто така има 2 специјални мултинаменски комбинирани возила кои што исто така се набавени за транспорт на пресконтейнери. Пресконтейнерите се некаде околу 20 метри кубни. Тие се ставени во оние големи продажни центри како што се Сити Мол, и другите продажни центри. Значи тука со овие возила се врши транспорт на овие пресконтейнери. Купната инвестиција во јавното претпријатие Комунална хигиена за овие возила изнесува околу 55 милиони динари. Директорот на Комунална хигиена Ракип Дочи изрази благодарност до градот Скопје за безрезервната поддршка која му ја дава на претпријатието. Преостанува ова поддршка и ова доверба да ја оправдаме ние како менаџерски тим и вработените во јавното претпријатие, се со цел граѓаните на градот Скопје, која што после овие инвестиции и опремување, слободно можам да кажам дека Комунална хигиена станува лидер во регионот. Значи мора да ја оправдаме сето таа поддршка и сето таа доверба што ни беше дадена од страна на градот. Луѓе, од кои едно лице е починато. Ова 5 со потешки фрактури беа дел од денешната симулација на сообраќајна на несреќа, која се одвиваше во градскиот парк. Целта на вежбата беше да се види како функционира здравствениот систем во вакви ситуации. Сообраќајна несреќа со голем број повредени и со изгореници денеска беше симулирана во градскиот парк во Скопје во организација на Министерството за здравство и Светската здравствена организација во рамките на двегодишниот билатерален договор за соработка 2014-2015 година, како дел од активностите за подготовка и одговор при кризни состојби. Министерот за здравство Никола Тодоров по симулираната сообраќајна несреќа истакна дека преку оваа вежба треба да видиме како функционира здравствениот систем во вакви ситуации. Со ваквите вежби се овозможува вработените во здравствениот систем и учесниците во сообраќајот да се едуцираат како треба да постапуваат во ваков тип на несреќи. Со ваквите вежби овозможуваме здравствениот систем, но и учесниците во здравствениот систем, но и учесниците во сообраќајот и така натаму да се едуцираат за како треба да постапуваат во ваков тип на несреќи. Особено е значено што симулацијата покажува колку е спремен здравствениот систем и здравствените работници од итната медицинска помош за брза тријажа на повредените, оценка на кој повреден најпрво треба му се даде помош, кој треба да се остави за подоцна, кој прв треба да се транспортира. Потоа приемот на повредените во здравствената установа, кој начинот на прием, брзината на одговор на здравствената установа што ги прима повредените, на кој прв треба да му се укаже помош, кој може да остане да почека малце, нормално под надзор. Така да на овој начин гледаме колку е подготвен здравствениот систем за вакви или слични несреќи. Михаел Кочубовски од Институтот за јавно здравство појасни дека целта на симулацијата е да се види каква е подготвеноста за одговор на здравствениот сектор во координација со полицијата, противпожарната бригада, Центарот за управување со кризи, Црвениот крст и градот Скопје. Имавме цел да видиме каква е подготвеноста за одговор на здравствениот сектор, тоест на здравствениот систем, но во координација со сите други сектори, значи интерсекторски пристап имавме, освен здравствениот систем, значи тука беа вклучени екипите на итна медицинска помош од Здравствен дом Скопје, а укажувањето на здравствена помош е во најблиската здравствена установа, тоа е градска општа болница 8 септември. Во минатиот период на сите итни медицински служби, на колегите наши е направена обука за како се укажува итна медицинска помош, така да можете да видите и самите како тоа тече. Ние тука го тестиравме не само брзината, туку и квалитетот на укажување на прво на тријажата,
понатака на укажување на здравствената помош и понатака имаме колеги кои ја тестираат фактички болницата, тоест градската општа болница 8 септември, како се прифаќаат повредените и едноставно како се дијагностицира таму, се врши и ретриажа по потреба и се укажува, се дијагностицираат, се прават дијагностички постапки како во реална ситуација, само што едноставно не ги израчиме на вистина со рентген. На симулираната сообраќајна несреќа во која беа ангажирани 5 возила на итната помош, едно противпожарно возило и полиција, беше укажана прва медицинска помош, триажа, ретриажа, евакуација и транспорт на повредени. Во сообраќајката беа повредени 20 луѓе, од кои 5 со потешки фрактури, 4 со повреди на екстремитети, 5 со полесни повреди, едно лице со труење од чад и изгореници, 2 лица со конјуктивит, 2 лица со напад на паника и едно лице починато. Занечиската комора на Скопје денеска традиционално ги почна деновите на занечиството, на кои ќе се обиде да ги доближи занеитите до младите луѓе и да ја поттикне свеста за занеитите како фактор за економски развој и за чувување на традицијата и културата. На тезгите изложени пред просториите на Занечиската комора Скопје, посетителите ќе имаат можност во следните 3 дена да погледнат како се изработуваат одредени ракотворби, да споделат искуства и да купат рачно изработени предмети. Председателот на Занечиската комора Никола Петров истакна дека оваа манифестација се прави во соработка со средните стручни училишта на територија на град Скопје, со цел учениците да се насочат во развој на занечиството и на тој начин да може да обезбедат екзистенција. Петров посочи дека има занаети кои изумираат, а се барани на пазарот, како пластичари или часовничари, и затоа би било добро доколку младите се насочуваат токму кон тие занаети. Деновите на занечиството е традиционална манифестација, што ја организира Занечиската комора Скопје. Покровител е градот Скопје. Само 50 динари ќе чини билетот за возење со новата атракција по скопските улици Електромобилот. Ценовникот вчера беше усвоен од Советот на Скопје, а граѓаните ќе мора да почекаат 5 електромобили да бидат официјално промовирани од јавното предпријатие Градски паркинг. Електромобилите кои ќе служат за туристички прошетки веќе се пристигнати. Почетна и крајна станица ќе биде портата Македонија. Возилото ќе се движи по улица Македонија до стара железничка станица преку Камени мост и преку мостот Око, ќе се враќа пред портата Македонија. Возилата ќе имаат обучен возач, кој во исто време ќе биде и туристички водич, а ќе се обраќаат секојдневно од 10 до 19 часот. Договорот за нивна набавка Градски паркинг го склучи со фирмата Хипнел, а едно возило чини 11.420 евра. Апаратот за полнење на акумулаторите со струја е во рамките на катната гаража Свети Кирил и Методи. Со оваа информација го завршуваме првиот дел од вестите, а во продолжение спортот. Тони Крос е првото засилување на Манчестер Юнайтед. Сан Антонио ја доби Оклахома и во вториот надпревар од западното финале обидливо со 112:77. Спортските вести се по рекламите.